Убав случај на корона позитивен пациент во Кочани. Кочанецот е на средна возраст и е во добра здравствена состојба. Најверојатно се работи за лице кое се занимава со фризерска дејност, но засега е неизвестно како тој дошол во контакт со вирусот. Епидемиолошката анкета треба да ги утврди деталите, но и да ги посочи сите лица со кои Кочанецот изминатите неколку денови бил во контакт. Повеќе лица, меѓу кои членови на семејството на Кочанецот, но и муштерии кои биле на третман, се ставени во самоизолација. Со ова, бројот на инфицирани лица во регионот се искачи на 16, од кои еден во Кочани, а останатите 15 се во Штип. Една од пациентките е во сериозна клиничка слика и таа е хоспитализирана на инфективната клиника во Скопје. Во меѓувреме, во услови на вонредна состојба, помош секојдневно се бара од Црвен крст Штип, а волонтери постојано се на терен. Помош бараат и наши граѓани од странство за нивните родители. Се случува се почесто да се јавуваат луѓе кои што се на привремен престој во странска држава и бараат одредена услуга за нивен родител кој што седи сам, изолиран или изнемоштен да ги обавува основните потреби. Осудата на услугите спаѓа подигнување на лекарски рецепти од климатичните лекари и понатаму набавка на прехранбени производи. Помош на најранливата категорија граѓани постојано се делат речиси во сите општини. Во Карбинци, каде бројот на изолирани лица е 7, во Петок ќе бидат доделени социјални пакети. Обезбедивме социјални пакети за 20 домакинства. Донесовме одлука на 5 април во Петок да ги поделиме на овие 20 домакинства, од кои што 4 се самохрани родители, останатите 16 домакинства се корисници на социјална помош, односно социјално ранливи категории на луѓе. За утеха е тоа што бројот на изолирани лица се намалува, речиси во сите општини, а бројот до овој момент изнесува 290. По градови, бројката на самоизолирани лица изгледа вака: Штип 116, Виница 33, Берово 32, Делчево 29, Кочани 28, Пробиштип 24. Бројот се намалува и во помалите општини: Македонска Каменица 9, Пехчево 2, Чешиново Блешево 4 и Зрновци 2 лица. Во крими билтенот на СВР Штип повторно се забележени граѓани кои не ја почитувале самоизолацијата и полицискиот час. На подрачјето на СВР Штип во текот на изминатото деноноќе на 7 лица им се издадени решенија за изолација. Од страна на полициски службеници извршени се 59 контроли над лица во изолација и 232 контроли над лица во самоизолација. Забраната за движење не ја почитувало едно лице и истото е опоменато. Поднесени се 2 кривични пријави по член 206 од Казнениот законник. Контролирани се вкупно 109 објекти. Стои во соопштението: од денес во Штип на сила се дополнителни превентивни мерки. Отворени се 2 пункта за дезинфекција за возила кои влегуваат во општина Штип. Влезот од Скопје кон Штип, тоа е кај Републичката полиција. Влезот од Струмица и Радовиш кон Штип, кај училиштето Искра, каде што се наоѓаме сега. И третиот влез ќе биде од Кочани кон Штип, индустријската зона Македонка. Така што можам да најавам дека општина Штип ги превзема сите мерки и чекори кои што се во насока на поголема заштита на граѓаните, на сите возила кои што влегуваат, а доаѓаат од околните градови во Штип. За разлика од претходните 2 пазарни дена, наредниот петок градскиот пазар ќе биде делумно отворен. Ги информирам граѓаните да го држат тоа на растојание припишано од Министерството за здравство 2 метри. Ние имаме веќе некои мерки преземено, така што тезгите ги бидат поставени на одредено растојание, а исто така на утрешниот ден ќе направиме дезинфекција на пазарот. Пазарот ќе биде отворен само за земјоделски производи.